bomba. Sorry guys, ali boleština. Reći u čemu je problem, saznaćete u čemu je problem, brate, ono za par dana, brate, šta je problem, što ne može niko sačeka, brate, šta je ovo? What the hell? Dobro bе, луѓе, овој само одлази од сцена и опет се враќа са сцене, опет одлази од сцена, опет се враќа на сцену бака прасе. Како веќе не можете да сконтате да човек ради све фейк? Кад изгуби мало хајп, онда измишли нешто да одреди као посваđao се са njegova цура, па нешта рекет, па нешта одлази са сцене, па опет долази, па ово, па ево га вратио се. Како вам успева да овој човек да вам пере мозак, ја не могу да сватим. Ала му вера. Кад вако успе да вас јебе у мозак, онда ала му вера. Reci, evo, obrati se, samo reci u kameru, samo da vidim koliko dugo možeš da lažeš. Koliko dugo možeš da lažeš, cinkarošu, mrtvi, što namještaš ljude. Da li si mi rekao na sastanku, u oči si me gledao s ovih svojih 7, 8, 9, 15, 25, 35? Da je cinkaroš baka prase, upravo je. Da je cinkaroš iš da namesta ljudi, upravo je. Radi sa ovaj prezident, kako se vikave? Vučić. Radi za Vučić. Namešta ljude, opasan. I mislim da je i on umešan u to šta su ovi Beli Vuki, ovi Velja Nevolja u zatvoru, da i on je cinkarioš, je bio cinkaroš u vezi toga. Da. Opasan. Cinkaroš, opasan. Luks je u pravu za ovo. Policajaca. Da li si mi rekao, dobro je da su se Marko Vorotović i tvoja sestra čuli, jer su tebe i Odžira planirali da uhapse preksutra. Reci, brate, evo, skupi muda jednom u životu da ispričaš istinu. Reci pod broj 2, da li si došao u Smederevsku Palanku dan prije eventa da provjeriš da li je sve okej? Da li si došao i pružio mi ruku? Reci, jednom u životu, bato, prizna istinu. Jednom u životu, Burazeru, skupi muda i prizna istinu. Znam da se treseš jer ti pada kruna, ali jednom ispriča istinu. Reci. Ovo da je cinkaroš je vistina, ali treba da razmišljamo i drugu stranu da možda je ovo dogovoreno. Jer kad razmisliš realno, ovolike gluposti da se pričaju javno, ne. Доктора ми треба термин за ЗАП, здраво доктора ми треба термин за ЗАП, здраво доктора ми треба термин за ЗАП. Ало, победете? Здраво, јас сум ЗАП, ми треба термин за доктор. Ау, пичку! Здраво, доктор. Добре. Да. Ама ова после неколку години ова дете ќе се срами од ова што го правил. Един поздрав правя за братя Пееви. То синкет, тој е моја брат, ние сме без нас с него. То се злъкна са, падна. Ама искам да направя стрес братя и на ринга. Само да ме звънят, когато искат да дора. Да, ти искаш, ама мораш малко да научиш да говориш. Нищо не се разбираш. Като започнеш малко повече добре да говориш, ќе дојдеш и ќе говориш и ќе направиш видео. А в момента нищо не се разбираш. Не се разбираш какво говориш. Няма проблеми. Аз съм гипс. Братя сме гипсови. Ако искате нещо да станем да се бием, само кажи ми, дигна ми един телефон. Добре, разбрахме. Само повече тренировка правиш с това как да говориш и после ще тръчаме да се биеш. Аз спремен да станеш кувар. Спремен си. Ајде да видам како ќе представиш новиот лайв пример. Ова како се вика, стани и дојди. Се, јајца, води. Да, бе.
Не, пример, представи се, здраво дечки, денес и денес тоа правиме, аме че куварче со вас, ама од таму дојде. Јас ќе те гледам. Ајде. Здраво, дечки, денес ќе правиме јајца со колбаси прожени. Ќе ги правиме, ќе ги секваме и ќе ги пржиме, ќе кламе во редна да се пржат. Одново. Здраво дечки, аме че куварче со вас. А вече кураби толку. Дај капа куварски. Да чувствиме. Здраво, дечки, вече куваче тука. Одново. Како се? Здраво дечки, аме че куварче тука, значи со душа кажи го, не без душа, бездушник. Куваче? Здраво дечки, аме че куварче тука, значи со душа, не без душа. Здраво, дечки, тука вече куваче, тука, значи ќе пржам јајца, ќе правам ќофтина, колпир ќе спржам, после натаму ќе видам, грав ќе правам, ќе го чистам, ќе чистам гравот и тоа. После ќе месам леп. Чат, шо мислите, дали ова добро одаме? Дали ова добро представено? Не. Слабо. Одново. Уште еднаш. Мора убаво, значи како кувар да биде, значи. Како беше? Како кувар. Како беше? Не знам како беше, запамти. Ај, 3, 4, газ продакшн. Здраво, дечки, јас сум денес готвачо. Денес ќе готвам јајца, колбаси, ќе месам леп. Потоа ќе видиме ќе направам колпили пржани. Со вегета ќе му клам масло. И потоа ќе видам. Тоа мислам уна да направам зелник со колпил. Мислеке? Ајде чат, мислење брзо да го вратиме одново или уште еднаш. Не. Одново. Одново. Како беше кажи? Иначе, ова, чекај, иначе апарато не е направен, тоа прашајте го Јован во чат. Значи, прашајте го во чат Јован, имаше месец дена да го среди ова, уште не е средено, и сега вие размислете колку не е одговорен човекот. Ајде, одново се. Уво. Значи, здраво дечки, слушни ме, гледај. Гледај се. Гледај се. Здраво на сите! Аме че куварче денес, ќе готвиме, значи паштета ќе правиме од кокошка. Ќе ја земаме, ќе ја јајме со лајца и потоа ќе не фати стомако и ќе одиме, ќе се средиме. Ме сваќаш така нешто јако измисли, ајде. Здраво, дечки, тука вече куваче. Денес ќе месиме леп, ќе направиме колпири прашени, масло ќе му клам, вегета. И потоа јајме, лапниме, седиме, ќе да се седиме. И тоа. Чат, мислам ова беше јако. Моја се запала. Мислам дека ова беше јако. Може бе? Нешто. Ај одново. Да, здраво дечки, вечерва се спрема граф со масло од рицинус. Масло се рицинус. Да, и кој што ќе го јади, тешко него. Ај. Нешто може да кажам? Здраво дечки, вечерва се спрема граф со рицинус. Здраво, дечки, денес се спрема граф со рицинус. И кој сака ќе го проба, дали е вкусно. И тоа. И дали ви се свија прошава? Облеквај се, не чини. Касетата. Не чини, облеквај се. Не чини, облакај се. Да. Не чини ова шубана. Јас ја ебам, она ми го пуше, имав една дешавка. Океј, оди да спиеш, одма да си легниш, не си ти за тука, другар. Брат, дај идеја како да ебиме поубаво, како да биде се поромантично. До убав муаве тој, како да ебиш, како да биде се поромантично. Па брат, како да ебиш поубаво и како да биде се поромантично, за да ебиш поубаво да ти биде потврд куро,
ќе земиш вакво шишенце, вакво шишенче ќе земиш, ама малечко, помалечко, и ќе, мислам од малите шишенца, и ќе го наполниш малце со водичка. И ќе го врзиш со врвка на твојот кур, ама прво ќе гледаш порно за да ти стани курето, извините се вака што сум безобразен, ама прашвате. И брат, ќе го врзиш на кур и дома вака ќе седиш минимум по пола сат. И ќе окреваш со курот, ќе го пушташ, ама и порното долу, за да ти седи настанат курот. И ќе окреваш шишето. Так, ќе вежбаш курот, значи тој е мускул, брат. Тој е мускул. И после, брат, кој ќе му закачиш на некоја, бетон ќе бидиш долу. Разбираш? И романтика, што може да му направиш од романтика? Не, сега, брат, овие курвички и ова генерација не сакат романтики, сакат само директно му го начукаш, да не може да земи здив од курот твој. Тоа е тоа, брат. Тоа имам да ти кажам, романтика не сакаат баш. Чекај се. Овој не знај да пиши. Еднач кога едно дете дојде од Битола во Струмица, отидовме за Гевгелија, зедовме една жена, а пред тоа не сопре полиција. А детето од Битола немаше лична карта и се правеше како да е од Индија. И после кога ја зедовме девојчето, кој влезе мани беше. Значи му правевте реденка. Жално за девојчето, кој да е белја да ја земи. Са имаме друга приказна. Појдовме на пица и после тоа јадевме, па и купив сладолед и ме гушна. После тоа ја попратив до дома и ме гушна во уста и рече многу те сакам. Ова малце кринч, али респект, браво, брат. Што си му купил? Си ја однесил на пица, му купи сладолед, джентлеменски, брат, сладолед, мислам, оти си му купил сладолед, можеше твојот сладолед да му го дадеш. Ама не знам зашто му купиш добро са, тоа јеби га. Не си размислил. Можеше твојот сладолед да му го дадеш да го излиши, али нема врска, тоа јеби. Иначе зова респект, сладолед, мадолед, ја испрати до дома. Брат, машки си постапил, брат, браво, респект. Машки си постапил, другар. Немам збор. Имаме, од женско имаме прашање, небитно која е. Што мислиш за машко и женско пријателство? Па вака са, гледајте. Машко и женско не можат никогаш да бидат пријатели, затоа што? За да бидете пријатели со машко, машкото треба да е педер. А здрав маж не може да е пријател со жена. Затоа што секогаш мажот ќе сака да има сексуален однос со тебе. И не поддржавам машко и женско пријателство. Заради тоа што машко и женско не можат да бидат пријатели. Разбирате? За да бидете со машко пријател треба да е машкото педер. И зато мене сако ќе ми речи некој девојче, ама знаеш тие ми се другари. Добро, тогаш или се педери, или ти се прават другари, сакат да ти го начукат. Да, не сме да има дечкото другарки или па женска ти да има другари. Не може, тоа не го оправдувам никако. Тоа не е за оправдување, тоа е приказна од дејт. Океј, имаме приказна од дејт. Ме викна кај неја брат и само што го извадев ме фате пролив. Чекајте. Ме викна кај неја брат и само што го извадев ме фате пролив. Ај некако се извадив, заминав до ВЦ. Кога се вратив, ми слечува она да ми го дудла. И куќата беше од бабае и дедое, а тие умрени. И само она што почна да работи кога ќе се свртам, слика од дедое, ме гледа право во мене и викам, кај е дедо ти? Вика, починате. Мене Јанза ме изеде стравој големи и викам, свртија сликата жити мене и после се исклецавме и кога замина да се истушира, барав по собите да не е баба и дедо и негде тука со нас. Не знам што. Не знам се ова дали е вистина, брат, или се мајтапиш. Болна работа, ми се нема десено до се ова некој починати да има у собава додека гледам така слики од нив. Ми се нема десено, не знам што да ти кажам.
Али језиво, брат, реално језиво, лошо, онака. Умрен, знаеш дека е дедо ми, а тој наслика и така вистина дека ти се гледа дека дедо му гледа од сликата во тебе. Глупо, мислам, језиво. Како да направам да сврши? Леле, мајко, ова малце безобразно е. Како да направиш да сврши? Па брат, се земаш со неа, се лапаш, значи водиш љубов со неа, лукаш вака во рачето, па земаш, ја масираш, значи минимум 20 минути, па земаш после прстината, па па го земаш, го ставаш полека, па и цепаш, и ќе сврши. И така. Па ближиш маце после ова, не? Така. Па мораш да вежбаш, брат, за рака, мора да вежбаш, не можеш ти дали си искусен 20 минути да миксираш, нормално дека ќе ти се здрви. Ама дај, не прашвајте вакви прашања, стварно, ова глупо е, мислам, малце. Ќе ме клипат на TikTok, ќе ме стават, глупо е. Малце. Не поставувајте вакви прашања, јас не можам да се воздржам да не одговорам. Не сваќате. Поздрав Ритко, еднаш излагам со една после долго пишување, а многу сакав да ја клецкам. Пак тие со клецкање, леле, какви сте вие. И после пиење кафе и вечерва одиме надвор од градот, и после мување. Паѓа јак секс. И после тоа додека седиме в кола, правиме нешто муавет и испаѓа сека дека сме фамилија. Белја да ја земи. Па брат, јас реално на твое место би ја ебал брачеда ми, затоа што она да ми била брачеда, ја ќе сум ја знаел дека ми е брачеда. Значи, моите родители и незините родители ќе иделе и ќе влегвале, ќе си иделе, ќе си оделе на гости, ќе си иделе. Ќе имало влегвајне и извлегвајне. А ти си глупи, не си ја еба брачеда ти. Каква тиква дете си? Каква е таа брачеда што ти не си ја знаеш? Немате дома излегвајне, влегвајне на празници, не си идете и кога ќе дојде момент да си го начукате, брачеди сте. Глупак еден. Напумпа ми чао, бре. Каква брачеда, бре? Чекај са. Друга случка. Да видиме што се дешава овде. Првиот секс ми беше со постара девојка на другар ми сестра. Ле. Го ведо, бре. Како можеш на другар ти сестрата да си ја ебеш, бре? Копукни заеден. Чекај се. Првиот секс ми беше со постара девојка на другар ми сестра кај него на роден ден. Прво се лапавме, па таа ме турна на спалната, почна да ми го пуши и таа легна, па почнав да ја ебам. И свршив на газот, па продолживме во врска. Слушај, другар, са нешто ќе ти кажам. Битно правило во животот, другарче, да се контролираш со сексуалните емоции. И таму, кај што јадеш шлеп, ако тој ти бил вистински другар, ако сте дружеле заедно, чим те поканил на роден ден, ти, друже, не смееш да гибаш таму, бе, друже. Со кој ум ти гибаш таму? Со кој ум ти гибаш таму, другар, ти не си за дома да те привери човек. Како можеш да кај што јадеш леп таму, кај што сте другари, кај што те поканил на роден ден да му јајбеш сестра му? За една пичка ли се прави, бе? Па милион пички, милиарди пички има по светот. Не го оправдувам ова, стварно, јас сум против тоа многу. Кај што си јадел леп, кај што си се дружел со некој, не смеш да му гибаш во фамилијата. Не смеш да му гибаш во фамилијата, брат. Ел за тебе, брат. Минус аура, брат, си му јајбел сестра му. Колку да е она курва, брат, не смеш да го клаиш таму. Не смеш, брат. Можеш само да поразговараш со брат му и да му кажеш, брат, сестра ти вака и вака, те молам, те почитувам како брат, како мој близок другар, сестра ти вака и вака и крај. Не, брат, ова не ми се свиѓа. Ја фатив една да ја и капачка позај. Брат, дај бе молам со вакви глупи.
Абе брат, една ебавав и ме пријави, демек присилно сум ја натерал да ја ебавам, а таа ме молеше да ја изебам и подругарки незини ме збореше за да не зближат никако. Па ај после речи ова генерација има асолно чупе. Па брат, што правам ја кога ќе ебам некоја? Ја пред да ебам некоја, динг, ова што е рекординг, снимање гласо да се слуша, кај што си се лапаме срце мое, сакаш да ти го начукам ова, да, срце ова, то све си се снима и ти си имаш доказ ако нешто се деси после. Значи, ова ви е совет од мене. Пред да почнете со ебење, тинк, рекординг и да си се слуша, стенкање, бенкање, све дека не е присилно и после бате ако те пријави, ти имаш видео, ова видео, не видео, она се слуша гласот, како она бе говорна порака, како се деша, се вика тоа. И ти имаш доказ дека таа се ебела со тебе од љубов. И тоа е тоа, брат.